Започнуваме со уште еден подкаст на bidisvoj.mk. Овој свој каст го снимаме во самиот крај на учебната година и затоа решивме да повикаме професори и ученици со кои ќе разговараме малце околу училиштето, образованието, образовниот систем, за сите успешни проекти кои се реализира во изминатата година, но се надевам и до година. Ви благодарам што се одзвавте на поканата. Ова ученички или да кажеме дека и нашите гости се од Средното општинско училиште Јане Сандански, бидејќи заборави да ги кажеш. А не пред да кажам, јас морам да се пофалам бидејќи во ова училиште 4 години бев средношколец, така што на мене ми е навистина задоволство што ќе разговараме со професори кои што не може во тоа време не ми предава мене, но во секој случај да направиме една компарација како беше тогаш и како е сега. Добре дојдовте од мој извини Мери. Не, нема проблем, ќе ги најаваш. Кажи си во кои се секции беше. Тоа со тек на муабетот да ги представиме и благодарност уште еднаш што дојдовте во овој свој каст. Се надам дека нема да ви испорачаме фактура бидејќи ќе мора, нели, крајна на ова учебна година дека се подготвувате за уписите за прва година. Добре дојдовте во Европската куќа од каде го реализираме овој свој каст на Bidisvoj. Да ги представам. Повели колегата, кој е овој така, ќе тргнеме од Михаил Танушев, трета година, природно-математичка гимназија, така да. Професорката Софија Тошева по информатика. Да. Анита Станковска, веќе добро ја знаете, професорка. Добре дојде и за вас, и Марија Стоилова, втора година економска. Да. Навивам за економистите со оглед дека јас учев економска. И јас учев економска. И ќе направиме сега дигитален бизнис. Добре дојдовте. Целта за кој што ќе разговараме, ако не се лажам, колешке... Да, почетната идеја ни е програмата Еразмус, која јас ја имам слушнато и презентирано накратко од професорката Софија, па би сакала на самиот почеток да ни каже што значи тоа Еразмус програма, кој се може да биде дел од таа програма и какви се бенефити се добива и за училиштето и за самите ученици. На кратко па ќе продолжиме понатаму. Бидејќи за Еразмус може многу да се зборува, така. Значи тоа е една програма која што датира пред повеќе од 10 години, најпрво почна со друго име, беше Комениус, Леонардо да Винчи и така натаму, значи некаде после 2007 година се трансформираше во 2014 и 12 мислам беше, добро, не е битно, се трансформираше во Еразмус програма. Сега оваа програма има многу ставки, така да кажем. Значи, тука може да аплицират и да учествуваат факултети, средни училишта, основни градинки, исто така може. Значи, сите оние главно што се занимаваат со обука, со едукација, со спорт исто така, и главно се поделени во 3 области: К1, акција К1, К2 и К3. Како посебна група се и младинските размени, Youth Exchange, но ние, еве како училиште, нели, сме засегнати со тие програми кои што се однесуваат на образование. Тоа се главно акциите К2, 210, 220 и слично, кои што станува збор за тоа дали е партнерство од мал размер со 2-3 училишта или пак партнерство од голем размер, како што се нашите. Тие се и најголемите проекти кои што ги имаме во изминатите години. Јас со колешката Елизабета имаме активно сме вклучени, мислам, сме како координатори на овие проекти и вкупно се 7, сега оваа година уште една колешка има која што има нејзин проект, така што што значи интересно е да се работи, а и учениците се задоволни од овие проекти. Да. Јас имам слушнато доста ученици кои се дел од Еразмус, но што значи тоа да бидеш дел од Еразмус?
размена на искуства, да, знам дека патуваат во други земји, па имаме гости од други земји, студенти тука, но што конкретно? Размена само на искуства или нешто друго се случува? Значи, пак повторам, за различни се проектите. Има проекти кои што се состојат само од мобилност, има проекти кои се состојат од изработка на интелектуални трудови. Значи, имаме и такви проекти каде што пишуваме скрипти, некои иновативни работи во образованието, например работа со Лего робот, како да се примени во STEM образованието. Исто така имаме проекти каде што се мислат видеоигри за да на учениците им биде поинтересно учењето на програмски јазик, да кажеме. Тоа се проекти каде што имаме интелектуални трудови. Но има и такви проекти кои што се комбинирани. Значи, еве како што беше проектот High Class, кај што беше ученикот Михаил, каде што ученици учествуваат во мобилност, но во меѓувреме наставниците работат на нови техники кои што се поврзани со онлайн учење, со цел да им се направи поинтересно учењето, значи да биде поинтересно и еве ние веќе ги практикуваме овие нови техники и на учениците им е навистина поинтересно, бидејќи сите се ангажирани и нешто работат на час. И ги користат во позитивна смисла и интернетот, и телефоните, и социјалните мрежи, сепак има и бенефит, тоа не е исто само така, негативно. например, ние изработивме како крајен резултат, еве професорката Анита беше на таа последната мобилност во Полска, каде што се изработи една платформа, значи веб страна која што е слободна за користење на сите наставници. Значи ресурсите кои што се работат тука, кои што се резултат, се слободни за користење на сите наставници, без разлика основно, средно образование. Учениците кои што ги имаме при мобилноста, тие ни служат како еден вид на експеримент кој што го правиме за да видиме дали е добро, дали се добри или не се тие методи кои што ги применуваме. Воедно учениците им е доста интересно. Да. Михаил, може да не сподели негово искуство во Португалија. Тоа искуство што не се заборава. Да? Ние бевме во Порто, Португалија, исто така го посетивме и главниот град Лизбон, но кога не патувавме, бевме во училиштето и имавме најразлични активности, така наречени icebreaker игри, каде преку игра се запознаваме со другите ученици од други држави и така всушност стекнуваме нови другарства, нови пријателства и беше многу интересно. Но и применувате некои практики, се надевам може да тука кажеш кога се враќате, што се случи поразлично кога се вратите од таму? Што се случи поразлично? Па Тоа може да го објасниш принципот на кој тоа што го работевте таму, што го пробувавте. Да, не беше класична настава. Туку имавме најразлични активности, како например професорите ќе ни зададат некои математички проблеми и ние бевме измешани во групи со деца од сите земји и така со решавање на тие проблеми ние стекнувавме другарства и Предпоставаме различни методи на решавање на таа математичка задача, бидејќи ако во Португалија предпоставам, таа е модел, односно крајниот резултат мора да биде еднаков, но пристапот и начинот предпоставам дека сте го осознаеле таму. Да. Целта беше онлайн ученици, тоа што ученикот не го каже, значи да се вклучат онлайн ученици, бидејќи за време на пандемијата се види дека учениците од дома не се доволно ангажирани, понекогаш пасивни, не им е интересно, но целта беше одредени ученици беа таму, нели во училницата, а други беа на страна во друга соба каде што каде што нели ние сме онлайн сега, ама ќе ви праќаме материјали, а тие материјали се клучни за таа презентација што ја прават они. Значи самиот тим беше поделен на ученици кои што се тука онлайн и ученици кои што се дома, да кажеме во наводници, а во друга училница. Тоа последните месеци го работиме ние тука, јас со моите ученици тие што предавам и кога ќе ги прашам сакате ли да работиме на класичен начин или да го пробаме тоа, сите се дека ајде да го пробаме тоа, поинтересно е, сите се вклучени, буквално сите. Па да, факт е дека секоја промена професорке, извини, Мери, може
да конкретизираме, ова што го спомна сега последното, ученици да видиме да класичниот начин или овој новиот начин. Малку да го доближиме до јавност. Еве јас лично како новинар, знам Еразмус Плюс е размена на ученици, посета е размена на култури. Некои мислат дека Еразмус само шетање, нели? Осознавање на други култури, работење на заеднички проекти во интерес на животната средина. Но еве ова како нови техники или модели, методи на предавање. Може ли да ни конкретизирате што е тоа класично, што е? Класично би било јас сега да застанам пред класот и да ја зборувам лекцијата, нели? 10, 15, 20 минути. Така. Тоа е класичното, каде што нели наставникот како авторитет раскажува тоа што треба да го каже на децата. А еве тој метод, конкретно за тој метод, што е разликата? Значи, се состои во истражување. Им се задават, да кажеме, 4-5 теми на учениците. Да кажеме, денес треба, еве конкретно што сум работела јас, работевме структури на податоци и сега една група треба да истражува за структурата листа, друга група структурата ред, трета група за структурата дрво и така натаму. И се задават правила под кои што се работи сето тоа, да кажеме. Тимот е од 4 до 5 ученика, еден е онлайн, тоест ги ставам во друга училница, каде што нели комуницираат, а тука во тој тим има еден кој што е координатор, друг кој што ја прави презентацијата, а третиот комуницира со тој ученик што е онлайн. И тој ученик, податоците кои што ги праќа, треба да бидат документирани, така да кажеме, во еден Google Drive документ, за да се види навистина која била комуникацијата и практично не може да симулира, бидејќи податоците кои што тој ги праќа се од суштинско значење за тоа што ќе го изработат. И значи тие како тим мора да Значи, колку што разбрав, по-креативен настап на средношколците во пребарувањето на она гради во кој што треба да биде совладано, тие едноставно да вложат труд. Да, професорката можеби ќе си го каже својот оновој дел, но тие но малку да кажеме тие и да видам што и да видам што може да разберат од тоа, бидејќи се конкретно тие се малку поапстрактни податоци и да видам до која да почна. Апстрактна информатика ми е слаба страна. Да, ама кога тој истражува и кога е директно вклучен во самата работа, тој сака неќе мора да научи. А за разлика од тоа како ние бевме, се презентира и потоа да кажеме секоја група презентира со цел да им објасни на останатите за нивната тема. За да научат нешто од тоа, при што имам и друга група на ученици кои што се како жири комисија, кои што ги оценуваат. Да, ги оценуваат каква работа извршиле како што е тргната работата, професор ќе мислам за вас работа ќе нема. И кога тие се вклучени во процесот, се заинтересирани. Се разбира дека нели тоа се часови кои што ние сакаме да ги направиме поинтересни, но се разбира дека оценките, крајната оценка е таа што јас ќе ставам. Мора да се учи, мора и тој наративниот дел, и тој праксата дека се многу објективни кога станува збор за да оценат нешто, нели? Па тоа прашав, петки даваат или се скржуваме во тој дел? Не, се сите петки, да. Михаил, што оценки даваш, ако си бил во улога на жири? Добро, јас сум построг. Професор Гени, да слушаш? Мене баш ме интересира како може часот по музичка култура да биде во класичен метод и еве таков некој помодерен. Не верувам. Ние порано имавме музичко, извини што прекинувам, баш тоа и разговаравме, музичко не учеше со тоа раката. Тактови да бројам. Не знам дали се уште тоа е така на часот по музичко и како вие, како професор, ги мотивирате децата да ја сакаат музиката и да учат музика, за музика. Да. Секако не е како во минатото, бидејќи сега се трудиме музичката уметност да биде составен дел од културата на една личност, од гимназија или од економската струка. Не се класичен во класичен стил, бидејќи сега интернетот ни дава можности да ни бидат блиску видеа, филмови, презентации, кавери, преработки на класични дела, преработки на народни песни
И значи целокупна достапност имаме на секаков тип на музика. Се зборува за квалитетна, за добра или лоша музика, не за жарна музика. Самите деца да може да ја почувствуваат. Многу пати кажуваме, значи, дали сте се наежили на некоја музика да ја слушате или не. Изненадени се самите од нивната лична реакција кога нешто ќе слушната, дотогаш не слушале, дека ќе каже и слушам, ќе се наежим, професор ќе каже. И јас само дури некој пат изненадена од нивните реакции. Се обидувам кај нив да создадам едно ниво во поглед на осознавањето на музиката, да ценат, да вреднуваат, да слушаат секаква музика и да ги отворат своите прозорчиња во својата глава, значи за секаков тип на музика. И од тој тип на музика да бираат што е добро, што е лошо, да проценуваат. Многу пати им кажувам, значи ќе се погледнете и ќе треба да почувствувате како во даден момент се однесувате кога слушате музика. Дали сте позитивни или негативна личност за себе и за околината околу вас, бидејќи многу пати знаеме дека одредена музика не прави да бидеме фрустрирани, да бидеме агресивни, да бидеме недостојни. Професор, јас кога слушам музика секогаш сум расположен. Па има секаков тип на музика, така да во секој случај, значи... Знам што слуша колегата, ама нема да кажем тука. Нема проблем, кажи слободно. Секој утро доаѓа на работа. Ама кој пее зло не мисли. Кој пее зло не мисли. Кога се доаѓа на работа нормално, ќе се расположи. Проведувам, односно се обидувам да запеам. Наспроти некој кој што воопшто не може. Па се, потруди се. Важно е да се потрудиш, така ли е, професорке? Ако не се потрудиш, ништо не правиш во животот. Добро, колега, ќе се потрудим. Имаме и економист. Да, економист баш ми е мило. Знаеме дека таму треба да се направат бројките за да биде успешно, рентабилно, економично, продуктивно предпријатието, една завршна сметка. Си била ли дел од Еразмус програмите до сега, втора година си ако не се лажам? Дали до сега сте биле и колку тие нови методи на изведување на настава, на обид на истражување, ви предонесуваат да се изградите како средношколци поквалитетни со нагон да истражуваат околу себе и да дадете конкретни решенија кои што ќе бидат во интерес и на заедницата и на самите вас како ученици. Не, јас не сум била до сега дел, но се надевам дека во наредните години можеби ќе бидам. Да? Да. Во делот на овие, колку ги користите овие алтернативни алатки или техники на истражување дополнително? Предпоставам, правите некои истражување во вашата област по одредени предмети или за сега се уште сте млади економисти и млади економисти. Не ми беше се уште промена одредени бизнис планови, предпоставам во тоа насока. Последното сега кога ми донесоте чоколадца? Имаме проект по... Па и проектите се истражување. Проект по бизнис, односно од тип на надпревар меѓу нашата генерација економисти втора година. Имавме задача да изработиме бизнис план, односно да наша бизнис идеја, бевме поделени по повеќе групи. И на крајот имавме завршни презентации, се бираше најдобар проект. Можам да се пофалам дека јас и мојата група бевме прво место. Опа, а ти ми молчиш дека немало никакви овие нови техники на настава. И ова е дел од наставата, се поттикнува таа креативност. Што бизнес идеја? Бизнес идејата ни беше хотел со 5 звезди тука во Струмица. Со сите најсовремени објекти во него. Сакате да кажете, сте планирали и спа, велнес центар, како дополнителна атракција за гостите? Јас се надевам дека еден ден ќе им се реализира се тоа. Имате ли практична настава или како пракса? Имате ли вие како економска струка? Имаме по завршувањето на прва година 10 дена феријална пракса, исто и во втора година, а веќе од наредните ќе почнеме и по еден наставен ден да бидете во реалниот сектор за да ја почувствувате директно тој процес економски. Тоа го немаше во наше време. Како го немаше? Па имаше само летно време, одевме на пракса по 2 сати. Си заборавила. Па сега бореци можност за бизнис идеја да направам немавме. Кај приемата математичката и општествено-хуманистичката пракса немате? Не, немате таква, ама добро, вас ве сестрано, вие не сте стручни, насочени, туку сестрано и за економија, и за медицина, и за информатика. Да, има најразлични проекти што учениците се вклучуваат во нив и
тие се многу мотивирани и многу им е поинтересно кога работат нешто плюс, значи надвор од училишните обврски. Значи сакат да бидат ангажирани ученици. Да се вратиме пак на Еразмус проектот. Се сеќавам на гости кои беа од Италија, што ги снимавме пред извесен период, и се сеќавам дека учениците од Италија ни спомнаа дека овде им се допаѓа повеќе образовниот систем и начинот на кој функционираат и самите часови и професори. Правите ли разлика, вие како професор може да ни кажете, меѓутоа и учениците, каква разлика има, например, во Италија и тука? Што е тоа што им беше поубаво овде во Струмица за разлика од кај нив? Активностите кои што им беа тука не вклучуваа многу нивна посета на часови, туку беа, така да кажеме, факултативно, да посетат час по англиски, значи тоа што може да го разберат. Главно им се допадна тоа што помалку време се кај нас на училиште, бидејќи таму седат по подолго време, имаат во една смена, кај нас е во пократко, нели во 2 смени. Им се допаѓа дружењето, бидејќи нашите ученици се многу непосредни, многу сме гостопримолюбиви, нели? Шетањето, излегувањето, се е тука на едно место, нели, на едно купче, што се вика во центарот. Од тоа беа презадоволни учениците. А како поминувате вие, само што тоа колега ќе ти дадам и на тебе збор. Како поминавте вие, кажете ни некој, не знам, Турција, Италија, каде и да бевте, како поминувате таму, како сте пречекани вие од домакините таму, кој е вашето искуство? Па секаде сме пречекани одлично, така да кажем. Значи, бидејќи тие програми се подредена организација, агенда, така да точно се знае кој ден се почнува во толку часот, активности, кои се шо се, па потоа дали има факултативно некаква прошетка до некаде. Значи, главно сме задоволни од каде и да одиме, учениците може да кажат дека навистина е организацијата на високо ниво, а за тоа е одговорен домакинот. Значи, кога беа тука, ние бевме домакини и јас со екипата од наставници, да кажеме, се организиравме да им биде осмислено, секој ден, па како да се организираат тие дебати, нели, кај нас па беше друга тема, се мислеа дебати, значи тоа се 4 различни методи кои што ние ги развивме со тој high class проект. Додека другиот проект беше за култура, обичаи, традиција, тој што во Турција кој што бевме, така што различни теми се кои што вклучуваат ученици. А инаку тие другите кои што не вклучуваат ученици се, така да кажем, на по-високо ниво, малку устручување на одредена пишување на нови методи, видеоигра која што исто така е резултат од нашата работа, но со цел да учениците учат полесно програмирање во Python. Значи, наставникот да им задава домашно, да кажеме, да поминат одредено ниво на играта, а со тоа тие и учат програмирање. Значи, на забавен начин да учат. И уште едно ме интересира само по кој критериум се бираат учениците? Имаме ли критериум по кој се одлучува кој да биде дел од тој проект? Да, значи, бидејќи сега беше прво, така да кажем, минатите 2-3 години, кога работевме, тоа беше за време на короната, пред короната, имавме јавен оглас на училишната страна, на училишната веб страна, и тогаш имаше ученици кои што се пријавија, но тие беа малку. Значи, недоволен интерес, бидејќи не се знаеше што е тоа, кој е тоа, не знаме колку учениците ја пратат, ги пратат тие, нели, училишната страна. Тоа беше споделено и на Facebook, така што имаше околу 15 ученици во првичниот конкурс, за да потоа се изберат ученици кои што едноставно одговарат на профилот на таму тоа каде што зададената насока или она што ќе се. Да, значи тие сите 15 што беа пријавени ги посетуваа, беа на Еразмус и плюс вклучивме други ученици. Сега веќе во наредните проекти, ако добиеме, бидејќи нели сега сме завршивме со сите, би требало да има, значи не е на проект да учествува само или тој што е најодличен или
или тој што знае најмногу англиски. Значи треба или да тој што знае најмногу информатика. Да, значи треба да се вклучат баш ученици од различни профили, со различно ниво на знаење, бидејќи проектот што беше со онлайн баш вклучуваше ученици кои што постигаат и средни резултати, не се секогаш. Така да не е критериум да ученикот е најдобар, па за да се носи некаде. Бидејќи искуство кое што треба да го доживее секој, само што се и не знаеш на кој ученик во кој момент ќе дојде до израз и интелектот и се. Да, значи тоа ученици кои што сум ги носела, а кои што не истакнуваат многу овде, но таму се покажа во најдобро светло. Значи и општо кога ги носиме нашите ученици, тоа не знам, сигурно сум го кажала и порано, дека колегите од странство се многу задоволни, многу се изненадени, бидејќи нашите ученици имаат многу широки познавања, се одговорни на работните обврски и постигнуваат добри резултати таму. Речи си каде и да одиме во тие интерни надпревари, нашите ученици се први. Да. Ки ми оставиш ред мене. Да, колеги. Ајде да ги вклучиме малку средношколците. Михаел беше во Порто, ако не се лажам. Да. Предпоставам дека вака одблиску виде едно средно училиште таму, предпоставам и кои ти се твоите впечатоци од тоа што го виде како функционира тој португалскиот систем на средно образование? Многу е поразлично од нашиот, бидејќи нашето средно школа е само една зграда, а пример кај нив тие во средната школа учат многу помалку предмети и за секој предмет имат посебна зграда. И кај нив и домашното што се задава е многу помалку колку кај нас и така да кажем по-остручено е. Ма бевте во стручно училиште, сега да направиме една компарација, во стручно училиште во Порто бевте или сепак или гимназија? Ама кај што предпоставувам за хемија одат во друга зграда, кај што предпоставам имаат опрема на располагање, кај што средношколците влегуваат со овие како се викаат медицинарите или кога за време на пандемијата. Не, како беше? Не е важно за да вршат одредени експерименти. Значи таму има претежно кабинетска настапа ова што го слушам. И што велат задоволно вака би се снашол и Михаил на тој систем на образование. Не сериозно? Па би се снашол. Јас мислам дека не е тоа комплицирано, туку само е многу поразлично, со тек на време се навикнува еден човек на различна средина. И ако би ти би дал можност да избираш, кој би го избрал? Португалскиот или овој македонскиот? Не, македонскиот, бидејќи тука ни е поинтересно. Во која смисла поинтересно? Поинтересно сите сме зберени на едно место и повеќе активности имаме заедно, повеќе се дружиме заедно, бидејќи имаме пријатели кои што не се од нашиот клас, не се од истот клас, пример има некои другарчиња што се во економското, па може полесно да се посетуваме, а таму е поодделено. Штракано. Да. Па добро, зборуваш за вон училиште, односно активности надвор но сепак по предметот биологија сигурно не можеш со економистите да се дружиш. Мислам, зборувам за наставата. Да. Наставата која би ја избрал? Португалскиот, Може португалски. Бидејќи таму предпоставам таму постручно навлегуваат ли што е? Постручно е бидејќи се има посебен кабинет за хемија, имаше лабораторија многу добра, имаше исто така кабинетот по биологија беше многу модерен, имаше многу справи. Многу по-софистицирани нагледни средства. Да. А да не стане збор во Италија, например, како беше училиштето, со роботи, со смарт табли на секое ќоше, значи таму има буквално еден куп на смарт табли неотворени, бидејќи после пандемијата имало некои посебни фондови кои што давале на земји кои што се погодени од пандемијата. И значи во Италија не може да ги искористат тие средства. Да, професор Хет. Мислам сега полека навлегуваме во одредена тема. Во одредена тема. Но слушаме и Михаел, а тоа е факт, дека западноевропските земји имаат далеку помал број на часови. Во однос на кај што
средношколците имаат некојаш по 6, односно предмети, тоа сакам да го кажам. На училиште Тоа сакам да го кажам. Треба ли преструктурирање на нешто на нашиот образовен систем, помал број на предмети? Па, да, кое тоа... Не знам, вака, ваше видување сте биле таму. Точно е дека нашите ученици се оптеретени со наставен материјал, со доста наставен материјал. Сега, дали тие 12 предмети ќе ги учат, нели, 6 предмети едното полугодие, 6 предмети другото, можеби така е подобро да се фокусирани на нешто, на некоја тема, така да тоа ќе треба да се проба. Да, ако таму се покажало дека е успешно. Но треба да се инвестира право. И замисли професорка Станковска, ако вие им бевте професор по музичко во Италија или во Португалија, каде што ќе имавте еден кабинет со неопакувани музички инструменти. Па не се жалам, затоа што имам видено многу полоши кабинети и колеги кои што комуницираме немаат ни кабинет. Туку уште одат со касетофон или со CD плеерче, незучилници и држат часови по музика. Значи, нашиот кабинет е сепак опремен. Јас мислам дека доволно е опремен и со инструменти и уште го опремуваме, купуваме инструменти, секој пат не идваме на разбирање и од директорот за кој ќе имаме потреба за нешто. Така да не се жалам јас за мојот кабинет. Ама добро да имате, како што рече, Тошева неопакувани. Уште на спар таблото би било да имаме, така тогаш мислам дека тогаш какви се активности ќе се спроведуваат од професорката. Ама не до таблите, пак е до наставници, ученици, интерес, не, видете сега, јас сега во вашиот збор од тие музичка култура, но сепак по предметот хемија, овие западноевропските предпоставувам дека имаат лаборатории кај што прават истражување и едноставно на лице место ја гледа таа хемиска реакција. Кај нас можеби да, и кај нас. Се прават некои сега, не знам... Да, се согласувам, но не до тој степен како што рече Михаил, дека одат во посебни згради, мислам во посебни одделни згради, по предметот хемија или по предметот биологија и така натаму и така натаму. Не ми беше зборот тоа. Ама таму ќе бидат заинтересирани може 30 деца хемичари, а кај нас мора цела генерација да е заинтересиран за хемија или да е заинтересиран за информатика. Тоа е проблемот кај нас. Што ученикот не бира изборни предмети што се негов интерес и желба за учење. Значи мора да учи 15 предмети во втора година. Не му се дава можност да Кај нас е тој и затоа е оптеретеноста на ученикот. Значи ако се определи он во природните науки, информатика, математика, зошто он да учи, да кажеме, социологија? И тоа дека ајде цела година или да учи, нека има етика, нека има социологија. 6 месеци. Или едно полугодие. Нема потреба. Зошто? Имаме ученици кои што имаат интерес за економските науки. Да, ама во секој случај изборни предмети, мислам дека има по два како беа од секој еден предмет и цела група на предмети со кои го бират смерот. Да, нема избор, буквално сите ученици мора да бидат на тој изборен предмет или пак не може ќе ти дадат можност од 3 предмети па да бираш 5 деца ново и 5. Така да тоа и во високото образование, така што ние малку влечеме други корени, така да тешко е на балконот да се смени. Во однос на останати училишта и основни, да кажеме, и каде што немат кабинет со компјутери, ние сме, пак може да кажем дека сме добро опремени. Да не се залажуваме, вие сте од училиште, средно училиште, кој што влечи едни длабоки корени на ниво на држава го смета во топ 3 училишта сега. Тоа зборувам јас во мое време, еве примерно успешни генерации. Јас кога требаше јас бев можам да кажам уште ги викаат бубалица. Јас си учев по цел ден, но затоа кога требаше да се запишеме на факултет, значи гимназија Јане Сандански беше најценето училиште во цела Македонија. Тоа морам да го признам, Јас се надевам дека се уште е така, учениците се посветени, учат. Да не ми избега мислата професорке Станковска, пред еден известен период Ретроманија беа гости овде и го пофалија училиштето Јане Сандански дека продуцира идни музички таленти. Тоа морам да ви го соопштам.
Да, и баш спомнавме, ги спомнавме сите воншколски активности кои што ги организирате и се под ваше менторство и ајде малце околу тоа. Има ли интерес кај децата, еве, кога сме кај музичката култура и уметност? Колку тие покажуваат интерес за музика кога станува збор за такви воншколски активности? Фестивали? Има. Малку короната не закочи 2 години. Сега сме, да кажеме, почнуваме па со една експанзија на ученици. Инаку доказ се сите оние кои што ги гледаме, ги слушате вие, ги гледате по сите сцени, мали сцени да ги кажеме низ нашите локали, на големи сцени имаме исто така, значи музичари кои што не се завршени музичари, туку како еден вид на хоби, во настана активност од кабинетот по музика, дали инструменталист, дали вокалист, не е битно, значи го избрали својот пат и како екзистенција. И тоа можеме да кажеме. Учениците се секогаш заинтересирани за музика. Пример имаме овтека економист кој што исто така ја обожава музиката, економист кој што обожава глумата, бидејќи веќе 2 години поред е и во драмското студио и како и драмска секција имате, драмско студио. Инцидентно ни се појавува драмското студио кога треба да подготвуваме патронат и тогаш заедно со колешката Катерина Милушева. Беше во перформансот, извини сега. 2 години поред беше. Сега последниот проект кој ти беше, не спомна нешто? Перформансот во Владо Јанес, со Владо Јанески ова што беше, па има добро глумеа дечкиве, морам да ви признам. И минатата година што бевме патратиите и на струмички акцент беше направена, каде што беше опфатена, така да кажеме, локалната. Добро, ај сега ти доста да слушаме што ќе каже Марија. Марија што ќе каже, таа како се вика, директно е вклучена. Искуство, да. Како е со овие вонучилишни? Сега спомна професорката, музичко, драмско студио и така натаму. Успеваш ли ти како средношколка да одговориш и на ова редовно што како настава и да бидеш дел од овие вонучилишни активности? И да бидеш репрезент на Јана Сандалски насекаде? Па, сака се може, мислам. Професорката Мита, например, секогаш ме зема за пример мене како од учениците кои се трудат на сите полиња да бидат активни. Например, уште од самиот старт лани од 1 година станав дел од музичката секција, исто и од драмската секција. И мислам дека немам толку многу големо искуство, 2 години, но за овие 2 години мислам дека бевме доста успешни и дека одговоривме секаде. Да, овие генерацијеве кои што ќе си заменат, ќе дојдеш на сцени и ти така секогаш е трети, четврти си по џомба што вика струмичен. Во музичката во кој сегмент свирите, пеете? Затоа сакав да конкретизираме во музичката секција или во ова. Имаме хор и оркестар. Јас сум член на хорот, не сум од оркестарот, иако свирам 2 инструменти. Бев на музичко тука во Струмица 9 години. Па што? Кажи. Свира виолина и контрабас, но некако контрабас интересно. Браво. Да. Браво. Ми помена желбата и сега сум само дел од хората, а понекогаш и како солист. Браво. И последното бевме во Гостевар? Да, бевме во Гостевар на Масо. На Масо. Како солисти. Како солисти, да, и нашиот бенд настапуваше таму. Во најскоро време бевме во Валандово на државен надпревар со хора. Да, имаше еден републички музички смотр или како ги. Не, знам дека беше за училишта и освоивте награда. Да. Пеевте? Да, с хората. Што песни пееш? Народно, Не, сериозно? забавно нешто. Да, и плюс во Ѓорѓе Балашевиќ. Да, новогодишниот концерт Новогодишниот концерт, солист. во декември. И кажи кој песна Талентирани деца, успешни деца, а толку млади. Која песна беше? Девојка се чара да шодам. Браво. Браво. И дома пееш? Да. Браво. Јас би сакала да... Чекај бе, Михал, пееш? Чекај бе. Не, јас ќе скарам се. Ама друго, Ама друго, да. Или не? Сега се враќа, па се враќа. кажи тука, кака Струмица, кака Ролинка, кој, каде? Веќе не постои клубот, бев во MVP. MVP? Да. Браво.
Но клубот по MVP мислам дека едно-две години не функционира, можеби не сум сигурен. Па да, тука негде 2 години веќе пропадна клубот поради Не така пропадна клубот, не се вели пропадна клубот. Едноставно. Во мирување. И сега со кошарка? Толку со кошарка сега. Ама ајде имавте сега еден интерен надпревар. Сега кажи, не ова. Надпревар во гимназијата во кошарка, каде класови од 1, 2 и 3 година, гимназиско и економско, си прават своји екипи и играат меѓу себе за тоа всушност поентата на турнирот е да се стекне спортската свест кај младите. Да се подигне. Да се подигне и да се стекнат се повеќе пријателство. Но ние сакаме и да победиме. Да, ама економистите се подобри. Економистите се подобри. А се уште трае турнирот, така? Признај. Првиот надпревар беше со економисти ги победив. Подобри се. Не попушта пред економистите. Па сега доаѓа од турнир. Да, уште една победа. Бидејќи имавме надпревар во спортската сала. И до кога ќе треба овој турнир? Па сега треба да се игра полуфинале. Чекаме на економско 3 година сега завршија, па мислам дека со нив ќе играме. Па треба уште еден надпревар да се изигра и потоа ќе се игра полуфинале и финале. Успевате ли, дечки, мислам и Марија го спомна со овие военно-училишни активности и ова обемна, овие предмети кои што се зборат да се обават? Несериозно ова го прашувам, знаете, распринувањето на повеќе сегменти, на повеќе работи, сепак само како почетна основа да добиеш, не си сконцентрирана на нешто, фокусиран, во твојот дел информатика и тука веќе да навлеземе. Успевате ли лично ти, успеваш ли? Да одговориш и на она предметна настава, па да бидеш и во оние военно-училишни активности и кошарка. Ако се сака, се може. За се имаме време. Тие што викаат дека немаат време, тоа е уствари само изговор. Бидејќи во денот имаме 24 часа, јас мислам дека тоа е доволно за се што ќе си зададеме задачи во денот да ги исполниме. Јас така мислам. 17 години имате? Да. Ова е порака од Михаел Танушев, кој што треба да допре до сите, буквално до сите, ако се сака и има желба и добра организација, тогаш се постигнува. Марија, се согласуваш со ова што го вели Танушев? Лично ти имаш, вие сте млади личности, од тој аспект ви го зборав, бидејќи имате потреба и од излегување, другарување, забава, и паралелно се до тоа 12 предмети, военно-училишни активности, па како постигнуваат? Мислам, од тој аспект да успеват ли, Марија, ти лично и да бидеш да одговориш на сите предизвици по овие предмети и по музичко и во на драмско. Имате ли време? И на професорите. Да. Браво. Имате ли привилегии кај професорите? Кога сте, например, на кошарка си по цел ден таму, имаш некоја привилегија кај професорите? Не, строго се држат. Строго се држат, да. Па го знаат дека е строг, затоа и строго си го држат. Не слушам дека не е кај него баш така лесно. Ние сме како портал Биди свој и самото име нели ни кажува и сакаме да ги мотивираме сите и млади, па и тие што предонесуваат во општеството да бидат своји, на свој начин да си ги остваруваат своите цели. Би сакала од вас како професори да ми кажете како, знаеме дека генерацијски се менуваме, не сме исти како сме биле ние ученици и сегашните ученици. Како успевате да ги мотивирате да бидат своји, на свој начин да ја научат сета таа материја и содржина и да успеат во се тоа што имаат замислено? Како ги мотивирате за тоа? Прво треба да се почитува личноста на ученикот, потоа да се почувствува сенсот кој што го има секој ученик. Ако му се даде доволно простор да го покаже она што го умее, веќе тогаш нема никаков проблем да се детектира, значи специфичностите или афинитетите на еден ученик. Секој ученик за нешто го бива. Само треба длабоко во себе да погледне и да му се дадат можности. Кои ќе му се дадат можности и да се охрабри нормално за да
го покажа оно што го уме. Да, а секогаш има ученици кои знаат да доминираат на час и ученици кои се поповлечени и за жал. Да. Марија е едно од тие што е повлечените. Да. Да, и доколку успеете да допрете до незината суштина, и веќе нема проблем. Одговорна, исполнителна, и така и уствари на крајот веќе почнуваат да чекорат напред. Значи професорот ја има таа битна улога да допре до ученикот и да дојде потенцијалот на површина. Професор Софија? Сосема се слагам со тоа и треба да ја поттикнеме креативноста кај учениците, значи да им оставиме слобода малку во тоа што го работат, да не учат по одреден терк или да се повторуваат зборови од учебник и така натаму, туку да им се даде ширина малку во тоа што се учи, за да можат сами да истражуваат, да доаѓаат сами до заклучоци, да размислуваат. Значи тоа е она што сметам дека фали некако. Не се учени уште од мали да размислуваат учениците на задачите кои што се поставени. Некако шематски се учат работите. Но да се најде суштината, да ги поврзат работите помеѓу себе и на тој начин да учат длабински и се разбира дека ќе го разберат. А тоа што е разбрано, многу тешко се заборава, нели? Нешто што треба да се изрецитира, да се издиктира, до утре не го знаеме. Крај. И затоа преку тие практични најразлични практични вежби, кај мене информатиката на пример, со компјутерот 90% од времето се на компјутер, да кажеме, и секојаш им кажам, ќе седнете, ќе го пробате кодот, да видите резултат, нели, што ќе добиете, ќе сменете нешто. Значи тоа е макотрпна работа, но се исплаќа. Учениците обично математика знаат дека треба да вежбат, нели, задачи, дека на тој начин ги тренираат своите способности, но тука малку сите си мислат дека информатиката е конкретно сега за мојот предмет зборувам, дека тоа е само лесно е. Да, лесно е Фејсбукот, нешто Фотошоп се учи тоа таму, но вистинската информатика е програмирање и на вистина треба учење. Значи некои ученици, не професорки не можам, тешко ми или не знам што, но треба да се посвети време за да се научи нешто. Значи да посветите време пред компјутер и ќе видите колку е тој среќен момент кој ќе ви помине задачата, нели, кој ќе светне зелено. Михаел, нели? Да. Тој знае за што зборувам. Ама тоа следува од кога, нели, ќе поминеме извесно време и ќе го разбереме тоа што сме го напишале. Само така се учи, значи со неколку неотспиени ноки и ќе дојде програмата при себе, да. Полека да финишираме, колешке, со оглед на времето, овој подкаст го снимиме во пресред на 24. Секако овај ден на просветните работници нека е со среќа и да се множи и да го негуваме. Но она што би сакал да ве прашам, еве и професорката Тошева каже да се дозволи слобода. Но факт е дека младите знаат да ја злоупотреба таа слобода. Колку вие како втори родители, со оглед дека, нели, децата доаѓаат од дома, како втори родители и давате или пак ова наставна програма ви дозволува да обрнете внимание на воспитната компонента. Сепак, вие наставниот материјал да, но колку овие млади лица или идни на кои што останува светот им давате таа воспитна компонента да бидат одговорни луѓе, лица кои што треба да се соочат и со пораз и со победа, да знаат како да ја негуваат средината, како во тој контекст. Информатиката да, како наставен предмет да, ќе мора, сакал или не, но таа воспитна компонента. Да, значи тоа обично, тоа нели, секој вие сте средно образование, но да, секој си има клас кој што, да кажеме, со класот разработуваме одредени теми на класните часови, но општо сметам и дека, нели, кога влегуваме во една училница, дека примерот на наставникот треба да биде некој пример кој што би го следеле тоа, следеле учениците, на пример. Не смее да се дозволи наставник со мобилен на час, нешто да работи, тогаш и учениците гледат некој пример, нели? Да. Секојаш има исклучоци. Но сметам дека сепак преку ликот на наставникот учениците треба да имаат некој пример и да се огледат на него, така да кажем. Да, ама претпоставам дека им зборувате дека не е убаво на час со мобилен да прави TikTok видео.
Предпоставувам. Тоа Но сепак го апсолутно, прават но децата. Кај мене, например, не се нимат обидено такво нешто да прават. Значи, јас сепак сметам дека треба да се има авторитет, да се има доза на почит на личноста на ученикот, бидејќи ученик не сме да биде ни омаловажуван, ни сметуван и така натаму. И за тоа има решение, значи имаме футроли за телефоните каде што треба да стојат за време на часот, но понекогаш и треба. Не, ќе зборуваме ние за крајот, ќе зборуваме ова анкетата на Биди свој. Мене ми беше прашањето во спитната компонента. Сите кога влегуваме во СОУ Јана Сандански, јас кој своевремено кога влегов, Рендевски тогашниот директор рече: оваа куќа има куќен ред. Се знаат кои се правата, кои се обврските. Така беше. Да. Предпоставам дека го имате уште куќниот ред. Го имаме, да. Го имаме. Може подобро, може би учениците да зборуваат за ова, дали ја почувствувале во спитната Хајде слободно. Марија, ви кажуваат ли како да се однесувате, мислам, еве со овие мобилни... Или како се однесуваат на час? Надворот школото. Да, во школото вие професорите ќе морате да, како се вика, да бидете спремни, но тоа нема да значи во рете дека го ве учела професорката Анита Станковска како надвор, не сега лош ке се израза, можеби хулиганско се однесувате. Од тој аспект, како на часовите им ви укажуваат ли за добри практики, добри примери? Секогаш. Професорот што кога ќе влезе на час укажува дека мобилни треба се стават таму, иако не ги ставаме на сите часови, например одредени професори не ги оставаат телефоните, имаат максимална доверба например во нас, додека пак има и професори кои немаат доверба, едноставно сакат да ги оставиме телефоните. Понекогаш ни се потребни, да, како што рече професорката, правиме тестове на нив или пак истражуваме било што да правиме. Потребни ни се. Јас, например, сметам дека треба да се... Ги чувствуваш ли како втора мајка, втора татко професорите? Да. Михаил? Разговарате на час со нив, како? Зависи кој, Не, тоа е воспитна компонента, бидејќи сепак вие сте млади личности, секој греши. Јас сум грешил и сум знаел да избегам од час, мислам, но дали добивате смерници, насоки како треба да се однесувате и надвор од училиштето? Да. Има професори кои... Зборувате ли на таа тема? Да, имаме многу пати часови каде професорот не ја предава лекцијата, туку сака да види ние како размислуваме, кои се нашите ставови спрема надворешниот свет. И така всушност се поврзуваме со професорите на повисоко ниво. Така. И едноставно добивате на некој начин некои насоки. Да. И во делот на заштитата на животната средина, и во делот на почитувањето на човековите права. Бидејќи ретко дека денешен млад човек да ти каже добар ден на улица или пак... Да, и например, ние сме тука да ги коригираме. Апсолутно, па тоа ми беше зборот. Ако некој закаже, например, заболекар за време на часови, значи тоа да не се повтори. Да. И така натаму. Значи на такви некои културни однесувања кои што сепак училиштето е на прво место. Апсолутно. Доаѓаат верувајте, со најразлични оправдања. Како вие да не сте биле средношколец. И се сметат дека ние секогаш веруваме, но јасно не е работата. И ние сме го поминале тоа, да. Само уште ова кратко да го поминеме. Пред известен период Биди свој правеше анкета. Повеќе од 90% од анкетираните беа родители. Анкетата беше за тоа дали да се носат мобилни телефони во училиште или не. Го начнавме разговорот малце за тоа. Интересен податок е дека скоро се поделени мислењата. 57% да се забрани носење на телефон во училиште, а дури 47% сметаат дека не треба да се носи. Не, обратно е, колега. Дали треба учениците да носат мобилни телефони во училишта? 57 велат да, 47 велат дека не треба да се носат мобилните во училишта. Моја грешка е, 57, моја грешка е во самиот текст. Извини, колега. Па не знам, јас ова читам како што си напишала, сега не знам јас. Како е многу мала разлика, да, скоро се и поделени. Ти би дозволила? Јас не, искрено, да, си кажувам, затоа што сум сведок
не само од мојата ќерка, сведок сум на многу немили настани и видеа кои се случуваат и за жал не можеме некако да ја развиеме таа свест кај младите да не ги злоупотребуваат мобилните телефони. Значи, не е убаво да се споредуваме генерацијски како сме биле ние, како се сегашните, но сметам дека тие 5 сати, 6 сати немаат потреба од мобилен телефон. Одат на училиште, се враќаат и се... За средно образование малку сум по-флексибилен, но за основното образование јас сум изречено за средно образование дека мислам дека се изградени личности, така Михал? Чим играш кошарка, си изградена личност и информатичар, уште... Значи имам право на своје мислење, колега. Добро. Јас би сакала професорките да слушам, па и децата да го кажат кратко само дали се за или против тоа. Јас мислам дека како што кажа Ване, во основно образование, дали негде до 7-8, може би целокупното, дека тука би требало да се родителот да е тој кој што прв нема да му дозволи да носи мобилен телефон. По средно веќе не. Они се изфрустрирани ако нема телефон 5 минути до нив. Значи ги фаќа паника. Тоа е жално. За жал. Но ако од основното образование се сопре, значи тоа етапно почнуваме да сопираме. Оти ние имаме деца прво оделение носат телефон. Зошто му е во прво оделение? Кога го носи на училиште, го зима од училиште. Учителката таму цело време со него. Значи, кога тоа ќе се сопре од основното, јас мислам дека нема да има никакви проблеми и нормално наставникот е оној кој што води контролата, но постојат тие минутки на одмор меѓу часовите каде што се случуваат најголемите злоупотреби и снимки, видеа и така натаму. Да. Добро, Марија и рече дека одредени професори се полиберални, некои не дозволуваат, некои ги тргнуваат на страна, барем колку што ја разбрав. Михаил, твој став? Треба или не треба? За на училиште? Треба. За средно училиште. Основно не. А за време на информатика? За време на информатика, може би лекцијата ќе биде на телефонот. Или може би тестот ќе биде на телефонот, По некоја подредена програма. За време на предавање, на настава, професорката, и професорката кога го предава материјалот. Не треба да се злоупотребуваат телефоните, јас така мислам, но телефоните се потреба во денешно време и никогаш не знаеш што може да се случи и добро е да си секогаш достапен. Не знаеш каков проблем може да се најде. Добро, имам само една забелешка. Сигурно си и ти во тој дел. Сите ви се телефоните ставени на silent и mute, како имаше на Инстаграм еден интересен пост, како начин на живот, телефонот на mute. Мојата ќерка вели, ама тато не го слушнав, ама никогаш не си ни го уклучил да звони. Па што ќе ти е телефон? Ти си постојано на мјут и мајка ти и татко ти не може да те добие. Ама за мама и за тато важи тоа. Да, ама на стори може да те има. За мама и за тато важи. Девојката ако го побара или симпатијата да видиш како ќе крене веднаш телефон. Па го гледала на кошарка, знаеш како е. Дали треба да се забрани TikTok апликацијата? Тоа е многу опширно. Тешко. Тоа е мислење. Интересно ти е TikTok, гледаш TikTok? Да, ретко, но гледам. Сепак не, ова го претпоставам дека знаете. Не треба ништо да се забрани. Добро. Марија, ќе ја прашаме? За TikTok? Да. Твое мислење? И не го уважавам баш. Немаш изградено став. За да седам на TikTok. Да. Може и без него. Рековте како професори дека секој си го гради својот час, има авторитет на часот и тој ќе дозволи или како ќе го изменаџира, ние економистите, така може да се изразиме, часот, дали ќе и кога ќе ги користиме мобилните телефони. Но според вас, ако треба да се донесе, не знам, Совет на родители, директори и други институции треба да донесат одлука. Јас мислам дека тоа е Совет на родители, според мене. Тие креираат политиката на мислам, ако не се лажам, ако нема една генерална наредба од Министерството за само Министерство. Само Министерството, така. Но имаме пример, не знам дали сте прочитале во Берово ли беше? Да. Каде што по иницијатива на Совет на родители, училишниот одбор на училиштето донесува забрана да се носат мобилни телефони во училиштето.
Но по иницијатива на родителите. Да. Сега едно многу важно прашање до вас, професорките, што е, сметам, еден, може би, за мене лично, колку вие, извинете, ова е бил за родител, но дали вие како професори индивидуално контактирате со одредени родители за негативно дејание, лоша појава, колку вие контактирате? Или чекате, предпоставам дека сте класни, или чекате од класа на класен час? А на класен час не можеме да ги контактираме родители? Не, за да соопштите, во делот на комуникацијата. Би постојано. Да, постојано, значи, кој ќе приметиме дека нешто е сомнително, дека некоја белешка не ни изгледа во ред, не се јавил родител. Да, не се Тоа јавил е на родител. ваша иницијатива, вие ги барате родителите ние за... ги бараме, бидејќи сите имаме групи на Viber со родителите и сите ги имаме телефоните од родителите, нели кога треба нешто заедничко, пишуваме во таа група Viber, но и поединечно ги контактираме, пишуваме и Така. главно родителите се заинтересирани. Значи, но има и такви родители кои Што ти кажат? Од родителска на родителска. Да направам, да, од се е во родителска ваши на раце. Да, И така. вели вака, на прашањето на Биди свој, колку често вие како родител, затоа е упнат на обратно. почетокот, контактирате со наставникот, професорот на вашето дете. Родителот вели вака, 52% или 52% од испитаниците еднаш месечно контактираат со професорот, 31% рекле дека само на родителски средби одат и само 16 проактивни поеднаш неделно мора да се јават до некој професор, до класен, Тоа да е учи. многу веќе. Да, јас 16. сметам дека тоа е за основното образование, секако. Да. Кога Според се вас помали. реално е еднаш месечно да се исконтактира родител? Не, по потреба. Ако има По потреба. По потреба Ако може има и 3 пати континуирано ќе се јавите, ама да има таа комуникација и да се стекне таа довера. да. Има комуникација, отсуствата редовно да се соопштуваат, нели, од одредена Бидејќи се причина. злоупотребуваат. Да, бидејќи се злоупотребуваат. Мислам дека тоа е генерален проблем, отсуствата кај учениците во тие генерации што се 16-17 години, Да, и критични тука, години, да. може да кажеме дека има родители кои што се пристрасни. Например, ние кога одиме на работа, одиме некојаш и со температура, нели, кога не ни е баш најдобро, има родители кои што Денеска прави 2 теста, па болен можеш да бидеш да си поспи. Но ова не е нешто што Не е нешто што ново. ме погоди. Мене ме погоди, морам да го пренесам ова. Морам да го пренесам. Професорке, мојата керка ќе задосни на првиот час, бидејќи фризерот имал работа, па ќе се задржи И тоа се направлението Ама не на... само за женски, еве Михил нека каже и за машки, би имаат проблем со машки фризери. И само Не, тоа професор, родител ослободува. Еве знаат децата. Родител ослободува бидејќи досни, бидејќи морало да се керката сред. Сепак Не. се сведува на родителите Да, и тие родителите, имаат клучна да. улога во тоа. Да. Премногу зборуваме само за крај. Многу. Михел, зошто мојата керка која што е 9 оделение да се запише во СОУ Јане Сандански? Бидејќи има многу можности и многу опции во гимназијата СОУ Јане Сандански и има најразлична настава, не е како што вели професорката точно шематски, има пракса и може да се пронајде Само, да. Преферираш да се запише гимназија или економско? Па добро. Што мислиш ти? Јас- Кажи си го слободно. Не прави Јас би лице рекол- на водителот, само пази. Јас би рекол гимназија. Марија? Економско. Економско. Ама добро, зошто економско? Па не знам. Сметаш ли дека таму ќе добие мојата керка ако се запише на економско и одредена вештини, одредена пракса и одредена ука во делот и на сметководство и во делот на правење бизнис планови? Што мислиш ти? Мислам дека може да се стекнат повеќе вештини, а исто така имаме и предмети кои се нестручни. Може и од нив нешто. Ќе се надоградува во сите Во секој области, да. поглед. Што значи дека ако покаже одредени афинитети, дека професорите таму може да помогнат да биде во драмска секција, да биде, па зошто да не може и после средно да се запише и на факултетот на драмски уметности, не знам. Да, дефинитивно. Да, и ние се на успешни генерации кои што, нели,
личности кои што ги знаеме, кои што се видни личности, завршиле во нашата гимназија, па се сега професори некаде во странство или познати уметници, доктори и се така што. Ова прашање нема да ви го поставам вам, ќе го поставам ако видам овде професори од Димитар Влахов, од Никола Карев, па да слушнам како разменувате зошто да бидат кај вас, а зошто да не бидат таму. Ние би ги поканиле деветоделенците да дојдат кај нас, бидејќи сметаме дека тука ќе добијат едно вистински широко образование, ќе се изградат, имат можност да се изградат како личности и да стекнат навики кои што ќе си ги користат цел живот за да бидат поуспешни луѓе. Да и дадаме само збори на професорката. И нормално да се истакнат во полето на своето хоби или љубов кон некој афинитет кој го имаат во наставата. Може да бидат свој. Да бидат свој. Супер одјава. Супер одјава. Благодарност што бевте во овој подкаст на Биди свој, навистина бидете своји, слушате повозрастните, поискусните и направете го вистинскиот чекор според вашата желба и бидете успешни, како што генерации, да не кажам генерации, поминали успешни од со Јане Сандонски. Благодарност и вам, професорки, кои што издвоивте време едноставно да доближиме како функционира, кои се вашите мислења, ставови и не само она настава, како што рековте, класична, туку кај вас има и многу други техники како да се истражува, осознаат, да стекнуваат нови работи и вештини. Колешки, благодарности до тебе што Ти овозможив овој подкаст да зборувам многу. А вам, поштовани, ви благодариме за вниманието. Ова беа представници од Средното општинско училиште Јане Сандонски. Добро размислете, бидејќи 15 јуни тука некаде, ако не се лажам, тука некаде се, каде би го продолжиле вашето образование. Секој добро.